Нова недела со нови предизвици. Ние сме подготвени за старт на Мини Вести. Успеавме да се одлучиме што да ви пуштиме денеска. А што е тоа, видете сега. Денеска во Мини Вести ќе зборуваме со Чичко Борче кој ни каже како се станува пилот. И пред крај ќе зборуваме за падобраните и нивната историја. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. Да се биде пилот е интересна професија. Таа со себе носи многу возбуда. Да се лета помеѓу облаците не е лесно. Ви откриваме како се станува пилот. Да се биде пилот е интересна и атрактивна професија, со многу возбуда и адреналин. Пилот е човек кој управува со авион или хеликоптер. Треба да знаеме дека пилотската професија е комплексна работа. Бидејќи освен стручната обука, пилотите мора да научат метеорологија, медицина, математика, физика и навигација. Да се биде пилот е една од 5 највозбудливи професии во светот, за која што зборуваме со Чичко Борче. Јас сум Даријан и сум со Чичко Борче ќе зборуваме за пилоти. Како се станува пилот? Здраво, Даријан. Добре дојде. Значи се станува пилот тука во Центарот за обука на пилоти. Оние млади момци и девојки кои што завршиле високо образование, се спремни, се здрави, способни и се спремни да одговорат на предизвикот летање, треба да се пријават на конкурсот, да дојдат кај нас на обука, да ги поминат сите оние тестови кои што се за прием на кандидатите и потоа да ја поминат целокупната обука кај нас. Таа обука трае околу 18 месеци и после таа обука стануваат пилоти. Имаат ли пилотите возачка? Возачка се добива кога се вози. Ние овде во Центарот за обука летаме и добиваме дозвола за летање. Она кое што го добиваат нашите ученици кога ќе ја завршат обуката е дозвола за летање на хеликоптер, значи дозвола на воен летач. Не е возачка дозвола. Тешко ли е да се вози авион? Како и секоја друга работа, и оваа работа има одредени барања и е соодветно тешка. Доколку се помине соодветна обука, доколку се постапува систематично, доколку се работи како што треба, како што те учели инструкторите, летањето не е тешка професија. Представува висинско уживање. Што се знае пилотот да вози? Пилотот знае да вози или да лета она што научил во текот на обуката. За разлика од она што ти го знаеш како возење на автомобили, кога ако научиш на еден автомобил се друго ти е познато, во летањето е малку различно, за секој тип на летало си има соодветна обука. Така да пилотот е стручен само за летање на она летало за кое што ја поминал обуката. Доколку сака да лета нешто различно, треба да помине дополнителна обука со што ќе стане стручен во летање на тоа летало. Сега знаеме како се станува пилот. Чао! Само во книжарниците на Тримакс, едукативни новогодишни пакетчиња кои не ги расипуваат запчињата. Тримакс пакетче со многу игри, забава и едукација за целиот зимски распуст. Хо-хо-хо-хо, дечиња! Чоколадите брзо ќе се изедат, но Тримакс пакетчињата траат цела година. Хо-хо-хо-хо-хо. Во новата година свртете нова страница. Тримакс, вашата книжарница. Среќни празници! Hello, babies and gentlemen! Дозволете да ви го представам специјалистот за бебешка нега! Буке! Буке 100% природно! За најчувствителната кожа на светот. Бупхен. Со подобранет можеме да скокнеме од многу високо. Јас никогаш не би пробала. Изгледа навистина страшно. Но некои луѓе уживаат во тоа. Еве што дознаваме за падобраните.
Падобранот е предмет со кој може да се скока од многу голема височина. Падобранот најчесто е направен од свилена и тенка тканина. Иако падобранот почеле да го употребуваат авијатичарите, сепак тој постал многу пред да биде создаден авионот. Првиот падобран со кој можел да се скока го направил чичко Андре Жак Гарнерин кон крајот на 18 век. Неговиот падобран бил направен од свилено платно и дрвена рамка, а целата конструкција била прицрстана на балон со чија помош се вивнал во воздухот. Кога се нашол на висина од околу 1 километар, Гарнерин ги секол јажињата со кој падобранот бил прицрстен на балонот и потоа безбедно се спуштил на земјата. Со овој тип падобран, наречен летечки душак, лесно се управува, а тоа возможува лебдење во воздухот, прецизно приземјување и поминување големо хоризонтално растојание при спуштањето. Старомодните падобрани во кружна форма денес се употребуваат како помошни или резервни падобрани или за рекреативната активност, позната како парасейлинг, каде се лебди во воздух со помош на падобран кој што е врзан за чамец или брод. Денес падобранот се користи и за рекреативни активности, но постои како спорт кој се нарекува падобранство. Со падобранот беше поставен и историскиот рекорд во 2012 година од страна на Феликс Баумгартнер. Тој скокна од работ на Вселената, скок за кој се подготвувал речиси 7 години со цел тим на експерти. На Феликс му беа потребни 2 часа со капсулата да пристигне на неверојатна висина од 39 км над земјата и да го направи храбриот скок. Феликс од работ на Вселената со неверојатна брзина од 1000 км на час за околу 10 минути се врати дома и го запиша своето име во историјата. Денеска во Мини вести. Од тетка Цвета Динева ќе дознаеме се за тиквата и зошто треба да ја јадеме. Ќе ве запознаеме со најмалото дете во Гинисовата книга на рекорди. А во рубриката Дали сте знаеле, имаме интересни факти за човековото тело, но и животните. Останете со нас. Вие гледате Мини вести. Доколку висите на YouTube, тогаш сигурно го знаете Рајан и неговиот канал Rayan Toys Review. Ова 6-годишно момче всушност е најмалото дете кое некогаш се запишало во Гинисовата книга на рекорди. Неговиот рекорд доаѓа благодарение на интересните видеа кои ги објавува на YouTube. Денеска со тетка Цвета зборуваме за тиквата. Тетка Цвета, кажи ми какво овоше? Тиквата не е златовоше, туку е зеленчук. Во фамилијата на тиквата, замисли, спаѓаат како зеленчуци и дињата и лубеницата. Ама бидејќи се сите овие многу сладки, исто така и тиквата е многу сладка, затоа го може да кажеме дека е како овошје. Тиквата е автентична сега за овој период од годината, есенно време, доаѓа токму тогаш кога ни треба многу енергија, да ни го затопли телото и почнува сега да студи. Ова е сепак време кога температурите паѓаат и печена тиква навечер, да речеме, кога си јадеме како вечера, ни носи затоплување на телото и имаме еден убав сон. Има многу силни антиоксиданти, многу познат и треба да знаете, ако сте дечиња, се вика бета-каротен, кој што е силен антиоксидант и ни ги чува крвните садови, ни ги чува очите, ни го чува целото здравје. Значи, оваа наша македонска банана треба да ја користиме секојдневно, дали како печена, како подготвена на пареа, никако вода да не се додава при печење и при приготвување, затоа што и се разводенуваат минералите, потоа не е вкусна, но не е ни толку корисна. Зошто треба да јадеме тиква? Тиквата треба да ја јадеме заради присуството на многу антиоксиданти, меѓу кои бета-каротенот, како што кажав, но исто така има многу целулозни влакна и пак ќе се вратам на она
Целулозните влакна се оние кои што помагаат дебелото црево да ги чисти отровите на дневно ниво. Значи, еден од помагачите на добро варење на храната во нашето тело и јадење тиква навечер во вечерните часови. Така наутро добиваме празнење убаво, а тоа значи дека ќе имаме многу енергија во тој ден. Како е највкусно да јадеме тиква? Највкусно е да ја јадеме печена, но исто така подготвена и на парја, да не ја додаваме вода, но секако препорачувам барем еднаш да се проба еден таратор со кисело млеко, со рендена тиква и оревчиња внатре и да видите што ќе допиете нешто многу вкусно и нешто што представува целосен оброк со се што му е потребно на нашето тело. Пробајте, ќе видите колку ќе бидете задоволни. Со секој нови мини вести учиме нешто што не сме знаеле. Во оваа емисија ќе дознаеме многу нови работи за луѓето, златните рибки и вселената. Ајде да го провериме нашето знаење. Дали сте знаеле дека на Аљаска не е дозволено да ги разбудите мечките поради фотографирање? А просечен човек во денот губи по 100 влакна коса. Истражувањата покажаа дека златните рибки подобро паметат во ладна отколку во топла вода. Или дека човекот после спиење се протегнува за во одредени делови на телото да го забрза крвотокот. И кртот може да ископа тунел од 70 метри за само една ноќ. Планината Еверест секоја година расте по неколку милиметри поради геолошките сили. Медузите пак се биолошки бесмртни, а мувите глуви. И за крај, астронаутите не може да плачат во Вселената, бидејќи солзите не течат без гравитација. Многу интересни факти, многу интересни информации. Вие гледате Мини Вести. Денеска во Мини Вести повторно одиме кај доктор Слагјана, на која и поставивме интересни прашања, а таа како и секогаш има одговор. Ке ве запознаеме со Јаша и Даниела од Америка, кои танцуваат одлично, а бевме во Црвениот крст, каде дознавме се за крводарителството. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести. И денес имам интересни прашања за докторката Слагјана. Докторка, зошто имаме температура? Покачената телесна температура е еден многу чест симптом кој што се јавува во склоп на разни заболувања или пак инфекции. Всушност, покачената температура представува само еден добар знак дека организмот има добар имунитет, односно дека имуниот систем се бори против настанатата инфекција, без разлика дали е таа вирусна или пак бактериска, и токму поради тоа родителите не треба воопшто на некој начин да се паничат доколку нивното детенце има покачена температура. Напротив, тоа е знак дека организмот на некој начин се бори, односно почнува активирање на имуниот систем. А зашто мериме секојаш температурата? Телесната температура е битно да знаеме колку е, бидејќи нормално телесната температура е од 36 до 37 степени Целзусови, а веќе над 38 со 5 степени е таа температура кога треба да алармираме, односно да дадеме средство за симнување на температура. Многу од родителите на некој начин се паничат кога нивното детенце има температура, што е сосема непотребно, бидејќи температурата е само еден добар знак дека детето има добар имунитет и тогаш дека се активира имуниот систем, односно доаѓа до активирање на белите крвни клетки кои што представуваат еден вид нели војници во нашиот организам, и целиот тој систем на таа една војска која што ја објаснувавме во некоја од претходните емисии доаѓа до активирање, што значи дека многу од бактерии и вируси токму температурата од 38 степени ги уништува и се справува на тој начин самиот организам со инфекцијата. Што треба да правиме кога имаме температура? Кога имаме покачена телесна температура, пред се советуваме на родителот да се дават доволна количина на течности. На тој начин правиме и разладување на самиот организам и снижување на телесната температура. Облоги кои што можат да бидат нели млаки облоги измешани со вода и со медицински алкохол и кои ги ставаме на стомаче, на гради, таму каде што имаме најповршински крвни садови, најлесна ресорбција и доаѓа до полесно ладење на телото. А доколку имаме температура над 38 со 5, во тој случај даваме сирупчиња, односно антипиретици, кои што имат улога да ја намалат покачената телесна температура.
Јаша и Даниела обожуваат да танцуваат самба, а својата љубов кон танцот ја покажаа во шоуто Америка има талент. Јаша има 8, а Даниела 9 години и нивниот настап го воодушеви жирито и публиката, а досега е погледнат повеќе од 37 милиони пати. Ајде да го погледнем и ние сите заедно. Дарувањето крв е доброволен, бесплатен и хуман чин, кој е добро да го прави секој физички здрав човек. Кај потенцијалните крводарители се прават испитувања за болести што се пренесуваат преку крв. Исто така се испитува и медицинската историја на крводарителот, а се прави краток физички тест за да се утврди дека дарувањето крв не е опасно по неговото здравје. Количеството крв кое што може да се донира, како и методите на донирање се разликуваат. Земањето крв може да се изведува рачно или со автоматизирана опрема, со која што се земаат само посебни делови од крвта. Во итни случаи на болните и повредените кои се животно загрозени, крвта им е потребна веднаш. Затоа мора во секое време да има доволни количини на крв кои се контролирани и безбедни за употреба. Ние за крводарителството и овој хуман начин дознавме се од Црвениот крст. Јас сум од Црвениот крст. Тичко Глигор, како се дава крв? Значи, најпрво крв се дарува за да се спаси човечки живот. Значи, тоа се прави преку организирани крводарителски акции. Исто така луѓето кои сака да даруваат крв, можат тоа да го прават, значи само иницијативно да даруваат крв во најблиската служба за трансфузиона медицина или служба за трансфузиологија или во дневниот центар за дарување крв кој се наоѓа во домот на хуманитарни организации Дара Џамбас. Чичко Глигор, кај даруваната крв? Значи крводарителот кој дарува крв дарува во кеса специјално направена за крв и потоа крвта оди во службите за трансфузиологија каде се обработува крвта, значи и после таа крв што ќе се обработи оди до оној пациент на кој потребна му е крвта. Колку крвни групи постојат? Значи постојат повеќе крвни групи. Најпознати крвни групи се А крвна група, нулта крвна група, АБ крвна група и Б крвна група. Значи после раѓањето има своја крвна група. Значи едно од овие 4 крвни групи што набројавме, значи може да има само една крвна група и тоа се пренесува преку гените на таткото и на мајката. Чичко Глигор, како знаете на кого да му дадете крв? Значи во службата за трансфузиологија постои секој ден постојат резерви на крв. Барањата за крв, значи луѓето кои се лекуваат во болници, значи за секој човек што му е потребна крв, има посебно барање од која крвна група и колку кеси крв му е потребно за лекување. Чичко Глигор, дали можат децата да даваат крв? Децата додека се во развој, значи не може да даруваат крв. Крв се дарува само со возрастни луѓе, значи од 18 до 65 години може да се дарува крв. Децата можат само да учат во училиштата за крводарителството и за значењето и понатаму да и тие да станат крводарители. Денеска во Мини Вести ќе патуваме низ светот и ќе ја видиме традицијата на китање елки. И пред крај ќе зборуваме за звукот и како ние го слушаме. Не го менувајте каналот, вие гледате Мини Вести.
Среда соба високо, елката ми стои. И ја красат играчки во 1000 бои. Ја красат и играчки кои ќе ни ги донесе и Дедо Мраз. Но прво мораме да ја накитиме елката. Традицијата за китање елка вели вака. Декорирањето новогодишна елка е традиција која се негува се до денес, не води низ празничната магија и не познава години. Од најмали па се до најстари, сите се радуваме кога треба да ја китиме елката и да го украсуваме домот. Традицијата на китање на новогодишна елка датира од 17 век и започнува со украсување со свеќе, за разлика од денешните украси. Убаво е да патуваме низ историјата, па ќе ви кажеме дека оваа традиција за прв пат се појавила во Германија. Елките биле украсувани со колачи, со шекерени јаболки и сладок леп. Подоцна почнале да се прават стаклени украси, слични на денешните. Но во минатото елката не се китала секаде исто. Секоја земја си имала своја традиција на китење. Например, во Полска, елката ја китале со јаболка, ореви колачи, шарени харти и ѕвезди направени од слама. Луѓето во Летонија и Естонија, елката ја китале со јаболка и хартиени цветови. Денес елките ги китиме со лампиони во најразлични бои. На врвот ставаме светкава ѕвезда или панделка, а тука се и сијаличките кои надополнуваат магичната атмосфера. Домот изгледа прекрасно, а елката е символ на новогодишните празници. Давид, дали знаеш што е звук? Па се што слушам. А дали знаеш како слушаме? Со ушите секако. Давид, не е толку едноставно. Погледни во прилогот. Звукот настанува кога воздухот трепери, движејќи се многу брзо напред и назад. Кога зборуваме, гласните жици што се наоѓаат во задниот дел од грлото треперат, па тоа предизвикува воздухот да се бранува. Треперењето го притиска воздухот, па и воздухот почнува да трепери. Овие невидливи трепирања се наречени звучни бранови и се шират низ воздухот. Па од тука едноставно е да заклучиме дека доколку нема воздух, не може ништо да се слушне. На месечината каде што нема воздух, астронаутите комуницираат преку радио, бидејќи радиобрановите може да патуваат низ Вселената. Звучните бранови се движат со брзина од 340 метри во секунда. Например, кога грми, москавицата се гледа пред да се слушне громот, бидејќи светлината патува побрзо од звукот. Звучните бранови понекогаш се одбиваат од површината, како например во тунелите под мостовите, и тогаш се создава ехо. Но како слушаме? Во ушите имаме ушни тапанчиња. Секое ушно тапанче има обтегната ушна мембрана. Таа вибрира кога воздухот ќе допре до неа и така ние слушаме. Колку побрзо нештото трепери, толку повисок звук се создава. Треперењето на крилјата на комарецот, што се движат многу брзо горе-долу, создава многу висок звук. Пчелата мафта со крилјата многу побавно од комарецот, создавајќи низок звук. Високиот или нискиот звук се нарекува висина на звукот, а бројот на треперења во секунда е фреквенција. Амплитудата, односно јачината на звукот, се мери со единици наречени децибели. Нормалниот разговор има звучно ниво од приближно 60 децибели. Звуците, чија што јачина поминува 90 децибели, предизвикуваат тешкотии и болки во човековото уво. Звуците, чија што јачина преминува 130 децибели, може да го оштетат нашиот слух. Токму поради ова, се препорачува да внимаваме колку гласно слушаме, посебно кога имаме слушалки на ушите. Прегласното слушање музика може да го оштети нашиот слух. Нашата способност да слушаме е дар што треба да го цениме.
Откако научивме за звукот и дознавме за китењето на елката, тука завршуваме. Јас уште не ја накитив елката. Зошто да не ја накитиме заедно денеска? Супер, ти благодарам за помошта, а вас ви благодарам што гледавте. И не заборавајте да не гледате на нашиот YouTube канал. Чао! Ако сакате постојано да нас следите, стиснете subscribe и не заборавајте да пратите лайк.